почитуван председател на комисијата, почитувана јавност, почитувани медиуми, колеги, почитуван заменик министер за финансии. Денес е вториот ден на расправата за буџетот и ова е веќе шести предлог на буџет или ребаланс, кој што е предложен од страна на коалицијата на ДУИ и на СДСМ. 6 пати предлагате буџет, а економијата ни се движи од лошо кон полошо. Во поглед на актуелниот, последниот, клучниот заклучок е дека ова е инфлацијски буџет и не се базира на растот на економијата, реалниот раст на економијата и реалниот пораст на животниот стандард, туку се базира исклучиво на инфлацијата. Бидејќи инфлацијата, господине заменик министер, делува како зголемен данок кој што го плаќаат и фирмите и граѓаните. Еден од најпознатите економисти на сите времиња и вистински нобеловец, а не како Вашиов од Струмица, тоа е Милтон Фридман, советник и на Роналд Реган и на Маргарет Тачер, вели дека инфлацијата е одоначување без закон. Значи, без закон се даночат и граѓаните и фирмите. И она кое што го пишува министерот за финансии, така љуби да се спореди со некои други, во колумна од 5 ноември вели: буџетот не е само серија на бројки на хартија, тој е отелотворување на нашите вредности, и го цитира Барак Обама. Фатмир Бесими го цитира Барак Обама, ајде да видиме кои се вредностите на оваа влада. Имате буџет во кој што немате реална битка со сивата економија. Имате буџет во кој што 40% од економската активност ви е сива економија, неоданочена од државата или оданочена од страна на рекетарите на СДСМ и ДУИ. Имаме вештачки раст на приходите, кој ќе биде на среден рок огромен, и имате исплата на пензии и минимална плата кои што растат заради усогласување со инфлацијата, ама само делумно или половично, бидејќи и тие луѓе ги излажавте. Имате низок економски раст, многу низок, а потоа во дискусијата ќе видиме какво вие сте единствената институција како министерство кој што лажете и манипулирате, бидејќи и Народна банка и сите меѓународни организации зборуваат едно, само вие како финансии зборувате друго. Нема ништо за енергетиката, освен суви пари во РЕК Битола, односно во ЕСМ. Имате огромни дефицити, кои што она златно правило кое што го зборувате, ни од близу него почитувате. Вкупните приходи имате годишен раст од 590 милиони евра, ама од тие 590 милиони евра, 284 се поради инфлацијата, 116 заради прогнозираниот лош раст на министерството и 65 поради раст на донации. И тука ви го поставувам прашањето: ако во државата секојдневно се иселуваат луѓе, ако за тоа сме сите согласни, како тоа вие секоја година прогнозирате зголемен приход? Ако знаеме дека фирмите куборат, луѓето се иселуваат, кој ќе ви го подне тој приход? Дали е тој приход само папиролошки, за да може да земате повеќе кредити? Бидејќи секој оној кој што се иселува од државата, месарот продава помалку месо, рестораните помалку храна, кафетериите помалку кафе, ама само владата предвидува зголемени приходи, ама тоа е само на хартија. Вкупните расходи имаат раст од 590 милиони евра. Оваа влада ќе потроши речиси 600 милиони евра
повеќе од лани. И тука ве прашувам, докаде се тие непродуктивни трошоци, нели ги тргавте, беа 50, па 100, па 200 милиони евра, ама и тоа понатаму ќе го докажеме низ бројки. Во рамки на текомните расходи, трансферите ви растат за околу 240 милиони евра, а социјалните трансфери само 192 милиони евра. Други трансфери се 47 милиони евра, но разните трансфери, само ставката разни трансфери, ви е зголемена за пола милиарда. Најматните пари, пола милиарда, ќе си ги трошите само вие од владата како што сакате. Трошоците за стоки и услуги растат за 7 милиони евра и повторно историски високи од 383 милиони евра. Со штедењево до кај сме, пак да ве прашам, до никаде не сте. Каматни плаќања достигнаа 210 милиони евра. Штувани пратеници, 210 милиони евра кеш, суви пари, еден автопат годишно оди за кредити. Суви пари одат за кредити, бидејќи имаме најнеспособната влада во историјата на Македонија, која што задолжи државата за 5 години, колку сите влади заедно од независноста. Одиме понатаму. Тековни расходи. Господине заменик министер, за плати и недоместоци 2013 година се трошеле 367 милиони евра. 2015 400, а во 2023 567 милиони евра ви одат за плати и недоместоци. И пола милиарда за разни трансфери, тоа се милиарда, и милиарда и пол за пензии, тоа се 2,5 милиарди. Трансфери. Порано структурата на други трансфери била 419 во 2012, 485 во 2016, за денес да ви биде рекордни, или што би рекле вие од опозиција неверојатни, 924. Ја не знам со кое лице имате ли срам кога доаѓате овдека со цела свита од министерство да браните нешто кое што не се брани. За трошење ве бива, за матни сделки ве бива, сте шампиони и јас ви признавам. Ајде да видиме што вика градежната експанзија. Господине заменик министер, 2015 година за градежништво, за градење на државата се потрошени 58,1% од БДП. 2016 59% од БДП. 2017 70% од БДП се градело. За во 2023 да предвидите 20,3%. Нели ви е срам? Нели ви е срам да преходните влади градели измеѓу 55 и 70% од GDP да оди во градба, а вие со 20,6%. И затоа Фатмир Бесими го нема овдека, бидејќи Фатмир Бесими ќе треба се соочи со реалните бројки, а не со неговите колумни во кои што го цитира Обама и прави се што е спротивно. На крај, доаѓаме до јавниот долг. Јавниот долг, почитувана јавност, во 2017 година беше 4,7, оваа година ќе биде оптимистички 8,5 милиарди, а најверојатно ќе биде 8,7 милиарди евра. И тука имам 3 прашања, господине заменик министер. Првото прашање е, ја задолживте Република Македонија со 4 милиарди евра. Кажете ми кој автопат го направите за тие пари? Кажете ми кој хидросистем го направите со тие пари? Дали со тие пари направивте гасовод? Дали со тие пари направивте брана? Дали со тие пари што направивте каде се 4 милиарди долг? Дали сте свесни дека сите влади преходно, кој повеќе, кој помалку градел, не задолжиле со 4,7 милиарди и вие уште толку? Каде се парите? Излезете овдека и кажете и на македонската јавност каде се парите. Бидејќи
не внесувате во многу опасен вртлок. Од овој вртлок многу тешко ќе излеземе. Вие тоа многу добро го знаете. Кога бевте опозиција, на 3,5 милиарди, 3,8 милиарди во 2015 долг, верете дека сме грчков сценарио. И јас ве прашувам, ако на 3,5 милиарди долг сме биле грчков сценарио, кажете ми на 8,5 милиарди какво сценарио сме? И дали владата на СДСМ и на ДУИ, тоест на ДУИ и на СДСМ, се оградува од сите дискусии на претходните пратеници во ова собрание и ги прогласува за манипулативни кон македонската јавност, бидејќи тоа што било во опозиција зборено и тоа што е на власт, не само што не иде, туку е диагонално спротивно. Вие таленти, да споредиме и други бројки, ова се глобалните бројки, штува на јавност буџетскиот дефицит, на пример, во 2013 година бил 313 милиони евра. Во 2016 година буџетскиот дефицит бил, пример, точно 261 милион евра. Во 2012 бил 298 евра, значи дека измеѓу 260 и 300 милиони евра на претходната влада бил буџетскиот дефицит, секогаш имало повеќе капитални инвестиции од дефицит. Ај сега вас таленти да ве видиме. 2020 876 милиони евра дефицит. 2021 630 милиони дефицит. 2022 695 милиони дефицит и 2023 695 милиони евра дефицит. Дупло поголеми дефицити правите каде се парите што изградивте. Зашто ги плаќаме овие суми дупло поголем дефицит? И тогаш имаше администрација и сега има. И тогаш имаше пензии и сега има. И тогаш имаше социјални трансфери и сега има. Ама тогаш били измеѓу 290 и 300 милиони дефицитите, а сега ви се од 650 до 876. Каде се милиардиве, ве молам да излезете и да одговорите на македонската јавност. Сега да видиме и да докажеме низ бројки и низ институции зошто сте манипулативни и зошто лажете. Понатаму ќе зборувам за инфлацијата. Ја знаеме дека сме шампиони по инфлација и сме вице шампиони во мизерија. Благодарение на вашите економски политики 6-та година поред. Поштувани колеги, пратеници и почитувана јавност. Индексот на ФАО за цената на храната, објавен во Народна банка, државна институција која што е многу помалку политизирана од вас во владата и многу поспособна од вас во владата, ни дава графикони кои што кажуваат дека цените на храна на светските берзи имаат пат. Од месец март 2022 година имаме драстичен пат на цената на маслата на светските берзи, а во Македонија цените не паѓаат. Од месец мај, според ФАО, графиконот, имаме пат на цените на месо, на житарки, на шекер, на млеко, а кај нас не паѓаат цените. Зошто? Од каде купуваме? Ова ви е од Народна банка. Понатаму. Господа од владата, вели вака, кај земјите од Западен Балкан се проектира забавување на растот па од 8,3% во 2021 година ќе се сведе на 3,8 или 2,7. Колку е, господине заменик министер, растот на Македонија? Ланскиот ваш 4? Така? 4. А на Западен Балкан, кај што спаѓаат Босна, Косово, Албанија и ние, и Црна Гора, е вкупно 8%. Значи, ние станавме, што би рекол, абдицираниот од Струмица, сидро и на Западен Балкан. Не само што сме последни во Европа, го кочиме развојот на Западен Балкан. Бидејќи Западен Балкан расте
со 8,3%, а ние неспособни сме пораснале само за 4%. Одиме понатаму. Околу растот кој што го предвидувате. Во основното од 4% раст на БДП, за оваа година ни се предвидува забавување на растот и негово сведување на 2,3%. Тоа значи дека како сме живееле оваа година 2022, следната година ќе живееме двојно полошо. И тоа треба да го соопштите на македонската јавност и да кажете што превземавте вие за тоа да не биде така. Многу е чудно кога Народна банка прави две сценарија. Првото сценарио е дека растот би изнесувал само 2% и би се свел на 1,8 следната година. Од лошо по лошо, од сиво по сиво. Апропо преходниот муавец, дека имаме иселување, тука се констатира дека личната потрошувачка забавува и е драстично намалена. Ама важно, вие предвидувате зголемени приходи, за да зимнате кредитчиња, како Грчка што ги лажеше странските меѓународни финансиски организации да даваат пари со лажни документи, тоа го правите и вие. Тоа се вика давеник се фаќа за сламка. Се оценува дека инфлацијата оваа година ќе ја завршиме со 14,3%. Не се 14,3%. 14,3% се можеби за вас, за Фатмир Бесими, за Таче, за Артан Величенствени, бидејќи вие покрај основните животни намирници, храна и домување, трошите пари и на разни луксузи. Обичниот човек во оваа држава има инфлација не од 14, туку од 38%. Бидејќи она кое што ги трошиме нашите месечни заработувачки доминантно или 90% се храна и домување и гориво за автомобилите. Тука цените отидуваат за 40% нагоре и животниот стандард реално е намален за 40%, а фиктивно или за вас е намален за 14%. И затоа се вели постојат лаги, поголеми лаги и статистика. Трнете ја статистиката. Вие не сте бирани да бидете статистичари. Оној како се викаше таму што беше порано по телевизии, тој е за тоа биран. Вие сте бирани да направите реално подобар живот и реално поголем стандард, а не секоја втора пресконференција да им кажувате граѓаните колку ви е убаво. Одиме понатаму. Бидејќи вие не сте ми кредибилни како влада, како министерство. Не зборам лично за вас. Штувани пратеници, Светска банка ни предвидува раст за 2,1%. Европската комисија ни предвидува раст за 2,3%. ЕБОР ни предвидува раст за 2,7%. Народна банка за 2%, а талентите од владата 3,2%. Извинете, а повеќе ми верувам на сите овие, него и на вас. Бидејќи што зинавте, излажавте. Разликата помеѓу Светска банка со 2,1 и вашето со 3,2 е 50% разлика. 50%. А Народна банка оди со 0,1 и под Светска банка со второто сценарио и ви предвидува раст од само 2%. Разликата измеѓу 2 и 3,2 е околу 200 милиони евра. Сте утнале за 200 милиони евра. Кој ќе одговара за тоа? Никој нема да одговара. Зошто? Затоа што мора фиктивно да прикажувате документи со цел да зимате кредити. И потоа некој тие кредити да ви ги враќа. Одиме понатаму. Вели вака. Депозитите како главен извор на финансирање на кредитната активност и натаму растат со 3,4%. Што ви кажува ова, господине заменик министер?
Ова ви кажува дека тој што има некоја пара, не сака да ја вложи во бизнис и да заработи 5, 8, 15, 30% на неговата заштеда, бидејќи нема бизнис клима, бидејќи се што има економска активност е рекетирано и се одлучува парите да ги чува во банка. И вие сте Министерство за финансии, во кој што граѓаните наместо да инвестираат во бизнис и во економија, да ги поттикнете, да им направите услови, вие ги рекетирате и потоа се чудиме зошто состојбата ни е на дередже на кое што го имаме денеска. Буџетот, препоставам дека имате реплика, ќе продолжам и понатаму, ќе ви кажам една работа. Ова што вие го правите 6 години, ќе ни требаат минимум 6 години со позитиви, колку што имате вие сега негативи, за да дое на нула. Немојте да мислите дека ако приложувате лажни информации, полувистини и со тоа се трудите од владата да спиете полесно навечер, дека сето ова нема да ни се врати и да ви се врати како бумеранг. Ако мислите да докапитализирате милиони, стотици во рек Битола, за да завршуваат парите од Струмица, и тоа да го представувате како капитални инвестиции, и да спиете мирно, верувајте дека и порачете им владата, нема да спиете мирно, бидејќи порано или подоцна народот ќе дое по своето. Благодарам. Ви благодарам и на вас, господине Пренџов. За реплика се пријави заменик министерот за финансии, господинот Николовски.